Спортско-рекреативен центар Сарај. Овој спортско-рекреативен центар се наоѓа во непосредна близина на градот и има традиционално излетнички карактер. Овој локалитет представува едно од најстарите излетнички места во Скопје со површина од 240.000 метри квадратни. Спортскиот центар Сарај е изграден во 1948 кога бил предвиден и со урбанистичкиот план како регион Сарај-Матка исполнет со базени, фудбалски игралишта, трибини и патеки. Подоцна, регионот Сарај-Матка прераснува во центар за спорт и рекреација со терени за спорт покрај реката Вардар и езерото Треска. Во 1955-та урбанистичкиот план е ревидиран и е изграден базенот, фудбалските игралишта и другите објекти за рекреација. Во 1964-та е направен нов урбанистички план со кој били испланирани јавното зеленило и спортско-рекреативните реони. Додека во 1971-та од страна на паркови и зеленило е направен проект за спортскиот центар Сарај со кој се дефинирани градското и вонградското зеленило со паркови, плоштади и други зелени површини по бодовите на Скопје, вонградското зеленило како и зеленилото за активна и пасивна рекреација. Имало и тенденција езерото Треска и реонот Сарај-Матка да се поврзат со водно и да представуваат целина. Ова би се постигнало преку изградба на помали објекти, но за жал планираните активности останале нереализирани. Денес како зеленило со оптимален интензитет на одржување, СРЦ Сарај е дел од вонградското зеленило под ингеренција на градот Скопје. Од големо значење е улогата на просторот кој има парковски содржини, видиковци, тревници, детски игралишта, спортски терени и парковски елементи, кои нудат можност за одмор и рекреација за граѓаните на Скопје и околните населени места. Селото Сопиште. Селото Сопиште е сместено во јужниот дел на Скопската котлина во областа Каршијак по сливот на Маркова река. Тоа е центар на истоимената општина и практично е приградска населба на Скопје. Селото е доста стара населба во Скопската област. Тоа се спомнува во поменикот на манастирот Свети Ѓорѓи Горк, скоро пострижник во Скопје во 1300 година под името Сопиште, како село кое е подарено на манастирот од средновековниот крал Милутин. Потоа селото Сопиште се споменува и во поменикот на манастирот во Матка од 1560 до 1570 година. Македонскиот просветител Јордан Хаџи Константинов Џинот во својот напис Јужна страна Скопска, објавен во Цариградски весник на 1 мај 1855 година, за Сопиште запишал дека е плодовито село, со многу древности и писма, и во него живеат добри селани кои имаат чудотворен црковен храм посветен на светиот великомаченик Мина, кој накажал многу нечестиви, а дарил исцеление на многу добри луѓе. За црквата запишал дека е древна и зидана од српските цареви. Како едно од поголемите места на патот Скопје, порече Кичево, во Сопиште постоел главниот Ан, во кој патниците престојувале, преноќувале и одмарале, а во Анот постоеле големи дрвени жлебови за вино во кои секој засебно можело да собере по 200 товари лозје. На почетокот на 19 век најдобрата селска земја започнале да ја присвојуваат турци и албанци, при што во Сопиште се основале 3 чифлизи на Сулишовци, Сардиковци и Афузбек од Скопје. Кон крајот на векот Сопиште и пошироката област била посетена од македонскиот револуционер Ѓорче Петров. Според неговите записи од 1896 година, селото Сопиште броело 40 македонски куќи сместени во подножјето на водно за патот Кичево на 1 час и половина растојание од Скопје. Во тоа време во непосредна близина на селото постоеле зидините на старата црква, Свети Спас и стариот Ан, Ветрило, кој некогаш бил главен Ан на Кичевскиот пат.
токму меаната на овој ан која служела како база на српските чети при преминувањето во Порече во февруари 1907 била запалена од војводата Васил Аджиларски. Во 19. век селото е дел од нахијата Каршијак во Скопската каза во Отоманското царство. Околу потеклото на името на селото Сопиште, јазичарот П. Скок сметал дека изведено од глаголот сопсти, но не во значење на пеење, туку на задишување. Според тоа Сопиште означува тешко пристапно место во ридски предел до кое треба да се задиши човек додека да дојде. Večno que ja